Националниот координатор на НАТО Стево Пендаровски доби втора шанса да се трка за претседателската фотелја. Рамо до рамо зад Пендаровски застанаа Зоран Заев со Али Ахмети и уште 28 партии од коалицијата. Според Заев, Пендаровски е човекот кој ги обедини сите оние кои веруваат во политика на едно општество. Стево е човек кој одамна донесе одлука да влече напред, не назад. Ги избра граѓаните. Изразувам голема благодарност за големината на другите наши кандидати фаворити. Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски и другите кандидати. Големи луѓе, локомотиви на владата, кои одлучија да одработат во владата за реформите, за граѓаните. Одлучија да дадат предност на надпартискиот кандидат Стево Пендаровски. Ахмети рече дека во 2014 година Дуј не го поддржала Пендаровски затоа што тогаш не можеле да најдат заеднички јазик со тогашната партија на власт ВМРО ДПМНЕ. Sigurisht që jam bërë anketime me të gjithë kandidatët dhe sigurisht zoti Pendarovski ka dalë më mirë, përkrahje më të madhe ka patur, po flas këtu tek elektorati shqiptar. За официјално Пендаровски да стане претседателски кандидат на СДСМ, поддршката треба да ја добие утре на закажаниот партиски конгрес. Пендаровски, Силјановска и Лека е професорската тројка која ќе се трка за претседателската фотелја. Потписи за кандидатура собираат уште неколку претендери за функцијата претседател на државата. Инаку Пендаровски е поранешен потпарол во МВР, а беше долгогодишен советник за безбедност и надворешна политика во кабинетите на Бранко Црвенковски и Борис Трајковски. Во 2017 година е назначен за национален координатор на НАТО.